Žitelji od Balkanska nezadovoljni, delovi od naselbata se bez asfaltivo mrak. Na ova reagira Snežana i Georgi Dimkovi koji se stariji i bolni i na koji sredena infrastruktura im je neophodna za normalan život. Ne sam zdrava, em su oči kratkovidne, em štaki nosam sam operisana. Pa to nije naš za na nikade, site obeket, niko ne go pravi. A живееме tamo gore, na visoko, i ja ako odam u temno, ne možem ni u svetlo, a ne u temno. Oti mnogo lošo. Dimkovi ima 2 strujomera i na 2 taplakjat postoji 80 денари за улично осветлување, а одат во мрак. Еден месец ако свете у цела година, 11 месеци не свете. Нива, тук што ми е најважно, јас шо личе кој спаднам у град, па ако се задржам, носам електрик или со телефона да звонам да светам, пак не се виде, сме оштетени, ја наочари носам и никој не е дошол тука да виде го во парче да го виде и за уличните. Многу греото. Јас имам 2 струјомера. На секој струјомер плаќам по 200 динара такса. За уличното осветление по 180, не знам колко е. А зашто да не ни светат на нас сијалисти? Пред извесно време општината имаше акција за пролетно уредување на населбата. Почна од Балканска, но очигледно работа тамо има уште. Поради ова, по реакцијата на Димкови од општината излегоа со следново соопштение. По добиената реакција од жител на населба Балканска, екипите на јавното предпријатие Стипион 2011, кој е надлежно за овој проблем, во најбрз можен рок ќе излезат на терен и ќе извршат промена на уличните светилки во делот на населбата каде тие се надвор од функција. Се со цел непречено движење на граѓаните од тој дел на градот. Покрај замената на уличните светилки, надлежните од јавното предпријатие Стипион ќе извршат премер и пресметка на кракот улицата во населба Балканска која не е во поволна состојба, за да се реконструира и олесни движењето и на автомобили и на пешаци во населбата. Се вели во писменото образложение од општина Штип.